Палавковците со Боби и Бани. На распусни за Европа. Дружината е на прекоокеански брод Бани. Заминуваат на патување со нивниот учител господин Бивер. Ама ќе биде возбудливо. Каде одат? Во Европа, за да ги видат сите познати градови. Бродот заминува, а со него и дружината. Сеќам па, дружино. Помпеја. Таму нема никој. Таму веќе не живее никој, Мани. Тоа е многу стар град, уништен пред многу време. Што му се случило? Еруптирал вулканот и го изгорел до темели. Леле, страшно. Везув. Господинот Бивер и дружината одат на врвот на планината за да го видат вулканот. Високо се качија. Везув уште пушта чад, затоа никој не живее во Помпеја. Внимавај! Подобро да си одат оттаму пред некој да падне внатре. Рим. Ама убав град. Да, го викаат вечниот град. Зошто? Зашто е многу стар и луѓето мислат дека вечно ќе постои. Ова е плоштадот Свети Петар. Она е црквата Свети Петар. Прекрасна е. Време е да се продолжи. Колосеумот. Ова е една многу стара зграда. Овде гладиаторите се бореле со диви зверови. Ова е нешто како циркус. Аха, нешто слично. Ги сакам циркусите. На палавковците им е мило што сега таму нема зверови. Време е да заминат од Рим и да одат во друг град. Венеција. Еле, колку многу чамци. Венеција не е обичен град. Таа е изградена на вода. Затоа низ најголем дел од градот се движат со чамци место со коли. Дали секој мора да има собствен чамец? Не секој. Постојат такси чамци како што е овој со кој се возат палавковците. Тие ги возат луѓе каде што сакаат. Се викаат гондоли. Палавковците досега не се шетале низ град со чамец. Сакаат да гледаат како човекот весла. Учителот Бивер им вели да седат за да не се преврти гондолата. Баше ми е убаво. Учителот им вели да престанат со палавењето и да ги гледаат убавините на градот.
Джои мисли дека не е лошо да фрли некоја јадица што ме овде. Аха, може би дружината вечерва ќе јаде пржени риби. Лондон. Тоа е главниот град на Англија. Овој пат палавковците го разгледуваат градот со специјална кола за тоа. Но каде и да одат, Джои ќе направи некаква белја. Учителот е многу луд. Која е онаа зграда? Тоа е Бакингамската палата, каде што живее кралицата. Джои не може да не направи некаква белја. Погоди двајца. Учителот им вели дека не ги донел во Европа за да прават бели, туку за да научат нешто. Кутриот господин Бивер не може ништо да разгледа, само гледа да не направат некаква белја. Париз е главниот град на Франција, Бани. Го викаат градот на светлината. Учителот ги гледа убавите французинки. Што е она? Операта. Палавковците ова баш не ги интересира. Гробот на Наполеон. Тоа беше еден славен генерал. Опа, види онаа зграда. Палавковците велат дека е убава, а не знаат што е. Она е дечиња Нотр-Дам. Джои вели дека тоа е фудбалски тим. Триумфалната капија. Палавковците имаат среќа, стигнаат токму на парада. Она е Ајфеловата кула. Палавковците немаат видено нешто вакво. Ама е висока. Учителот Бивер ќе ги качи горе за да го видат Париз. Ки се кача дури горе? Има лифт што ги качува луѓето горе. Види колку високо се качиле. Отаму може да го видат целиот град. Чувај се, Джои! На учителот му капнаа рацете од нивните бели.
Farina ima suvenir od Paris. Farina сака да му го врати. О, тръгна по гулавот. Внимавай, Фарина! Farina, дори сега свати колко е високо. Само да не падне. Много е високо. Чувай се! За малко. Евеко, оди по гулавот. Врати се, Фарина. Не е толкова важно. По-бързай, учитело. Отиде. Отиде и господин Бивер. Не можем да гледам, Боби. Що се случи? Все това беше сон. Господинът Бивер заспал на час. Се радува, що се тука палавковците. Им покажува каде биле во сонот. Што е сега? Учителот не знае дека глобусот е всушност балон. Го снема за миг. Исто како и патувањето за време на распустот.